Како работат туристичките агенции кај нас, со какви проблеми се соочуваат при своето работење и каква понуда подготвуваат за ова лето. Сето ова и многу повеќе за тоа како работи Игуана Турс во продолжение на Профит. Гледајте не. Игуана Турс формирана меѓу првите туристички компании во Македонија во декември 1991 година, во овој момент е една од водечките на нашиот пазар. Искуството на сопственикот Мирослав Чонев уште од далечната 1976 година во две реномирани компании Генерал Турист Загреб и Компас Љубљана, пренесено на сега млад образован, искусен и професионален кадар од четворица туристички работници, водени од идејата за честност, коректност и флексибилност во однос кон своите клиенти и пријателите, е една од причините за годините на успех во туризмот на Игуана. Александар Чоневски сега е главен менаџер на Игуана Турс. Што вели тој за тоа како е да се води туристичка агенција и како тој како млад менаџер се снаоѓа во овој бизнис? Пред се, како е да се води една туристичка агенција? Па добро, во секој случај доста динамично и интересно. Работата ни е таква, сме постојано во движење, запознаваме нови луѓе, запознаваме нови простори, така да е навистина доста интересно. Самата работа е доста динамична и од таа причина е стварно убаво да се работи во една туристичка агенција и да се раководи со истата. Да, кусо представување на агенцијата, од кога постои? Така, па Игуана Турс се формирана 1991 некаде во декември, значи на крајот на 1991 година, една од првите приватни туристички агенции во Македонија. Да, како дојдовте до оваа бизнес идеја, вие собствениците, значи, на туристичката агенција и зошто баш се одлучивте од толку бизниси на светот да работите туризам? Па добро, јас ја наследив туристичката агенција од својот родител, тој е наш семеен бизнис. Инаку мојот татко ја формираше 1991 година. Со претходно работно искуство во две големи познати туроператорски компании на нивото на бивша Југославија, Генерал Турист од Загреб и Компас од Љубљана, уште од далечната 1976. Така да јас само едноставно ја продолжив идејата на мојот татко, која што подоцна стана, например, да кажам и моја желба. Така да сега веќе се најдов во овој бизнис, во туризмот, ме привлекува, убава е, динамична, како што реков работа, така да идејата беше на мојот родител, мојот татко, уште од 91. Да, колку е профитабилен овој бизнис? Па за жал во последно време се помалку. Се зголемува конкуренцијата, што е од една страна здраво и убаво, се додека таа е лојална, се додека таа е фер и коректна. Од друга страна, на нашиот пазар за жал се уште се поставуваат темелите на работењето во туризмот, иако помина 20 години од прилика од осамостојувањето на Македонија како држава, сепак мислам дека целосно до крај не се поставени темелите онака како што треба. Така да во последно време во поглед на профитот намалене, но во секој случај работата е привлечна, убава и убаво е да се работи. Да. Што нуди Игуана Турс ова лето? Кои дестинации ќе бидат понудени на граѓаните на Македонија? Така, па добро, ние веќе со години од 97 наваму во нашата програма во 95% ја нудиме Грција. Првиот крак на Халкидики, значи Касандра, вториот крак Ситонија. Од оваа година нудиме и 4 острова, 3 Јонски и Тасос, тоа се Кефалонија, Закинтос и Крв. И оваа година по трет или четврт веќе пат ја нудиме и Макарска во Хрватска. Така да горе-доле ние сме веќе препознатливи на пазарот по Грција. Поблиску тука, значи, на првиот крак и островите. Каква понуда има Игуана Турс за македонските граѓани за ова лето? Од туристичката агенција велат дека се задоволни од досегашната соработка со странските партнери, но исто така задоволни се и од македонските клиенти, кои секој лето се враќаат во Игуана Турс. Дали и како Македонија може да стане посакувана дестинација за странските туристи? Одговорите следуваат. Да, како помина великденските празници, значи дали тука беа заинтересирани нашите граѓани за патување и дали веќе летото почнува да отвара работа кај вас? Па јас лично сум искрено многу задоволен од тоа како помина великденските празници, дури ги надмина нашите и моите очекувања. Секако сум позитивно изненаден.
народот беше заинтересиран и за автобуски и за авионски тури. Значи си има популација која што патува на автобуските поевтини тури, како на пример, не знам, Истанбул, Прага или Будимпешта, и секако имаше популација која што ги користи поскапите аранжмани, авионски, како Рим, Париз, Барселона и слично. Така да сум искрено доста задоволен од тоа како поминавме за Великден и великденските празници. Сега сме во исчекување на празникот Кирил и Методи, но веќе и на летните аранжмани, кои што уште еднаш за наша среќа се продаваат малку порано за разлика од минатите години. Можеби причина е тоа што до крајот со завршувањето на месец март дававме 12% попуст на самите аранжмани, а 7% попуст на аранжманите уплатени до крајот на овој тековен месец, месец април. Така да интересно. Дополнително што луѓето ги знаат и ги препознаваат веќе со години местата, апартманите, хотелите кои што ги користеле, па доаѓаат повторно да уплатат за истите места.